Вести на Канал 8. Добар ден. Возачите и пешаците реагираат што улиците во Кочани на кои се поставуваше атмосферска канализација се уште не се соодветно поправени. Се жалат на оштетување на возилата и за застој во сообраќајот, а од општината ветуваат дека наскоро состојбата ќе се подобри. Раскопувањето на асфалтот заради поставување атмосферска канализација на дел од улиците во Кочани скоро една година им создава главоболки на возачите. Крпењето на дупките на асфалтот и подигањето на пониско поставените шахти трае предолго, а нервозите и повремениот застој во сообраќајот стануваат секојдневие за граѓаните. Ветувањето дека веднаш по нова година состојбата ќе биде доведена во ред не се остварија, зашто оправдување беа неповолните временски услови во февруари и март. Во април започна повторно копање на најоштетените делови од коловозот заради негова поправка, но во меѓувреме механизацијата и работниците си заминаа, а дупките останаа. На дел од улицата Тодосија Паунов возењето е ограничено само на едната страна од коловозната лента, пас на одливите возачи другата страна ја користат како паркинг простор. Паркираните возила во близина на автобуската станица пак ги принудуваат возачите да возат низ дупките на слободната страна од улицата. Тоа е причина за упатување поградни зборови и нервози меѓу сите учесници во сообраќајот. Тоа е катастрофа. Ние сме секојдневно тука по улиците на Кочани и нема ни една улица асфалтна како што треба. Колите ги спокршиме. Многу дупки има, ударни дупки, сега гледам тука пред полицијата, малку се поправиле, меѓутоа тоа е катастрофално. Ово што се улиците вака раскопани не е добро, мислам, прво за возилата. Возилата се многу оштетуваат поради што не е патот уреден, не е како што треба. Треба да се преземе некои мерки за што побрзо да се направи, нели патиштата да се направат за да биде поарно и за луѓето, за возилата и така. Од локалната самоуправа на Кочани во краткиот телефонски одговор рекоа дека се надеваат оти уште во текот на оваа недела работниците и механизацијата ќе се вратат на улиците за да ги продолжат работите за санирање на дупките. На улицата Тодосија Паунов, на делот од кружниот тек до свртувањето кон автобуската станица, се планира целосна реконструкција на асфалтот, односно поставување нов слој, поради што веќе започнале да се менуваат старите и дотраени со нови рабници на тротоарот. Според планирањата, новиот асфалт на овој дел треба да се постави до средината на идниот месец, а на преостанатиот дел од улицата ќе се продолжи со крпење на дупките. Вореден сообраќаен режим заради асфалтирање на улиците и Линденска и Браќа Миладинови. Станува збор за времено ограничување за движење и паркирање. Општина Виница информира дека заради асфалтирање на улиците и Линденска и Браќа Миладинови, истите ќе бидат затворени за сообраќај на 19 и 20 мај, вторник и среда, во периодот од 10 до 19 часот. Во вторник, 19 мај, ќе биде затворена улицата и Линденска и делот Браќа Миладинови на потегот од бензинската станица на Мак Петрол до автобуската станица, а на 20 мај од автобуската станица до мотелот Александар парк, односно до Виничка река. Во тие денови жителите на овие улици нема да се во можност да излегуваат и влегуваат со моторни возила во нивните дворови во периодот од 10 до 19 часот, па затоа доколку имаат потреба од своите возила, истите треба да бидат паркирани на друго место во периодот предвиден за асфалтирање. Во овој период и целиот останат сообраќај на овие делници ќе биде пренасочен. Одлуката за пренамена на земјоделското во градежно земјиште што се предлага со новиот генерален урбанистички план на Кочани треба да се преиспита. За тоа на самата јавна расправа за планот реагираа и од Земјоделскиот институт од Скопје, а од таму велат дека ќе достават и писмена забелешка против предлогот. Најплодното земјоделско земјиште во Кочани не треба да се пренаменува во градежно, постапка што веќе е започната со новиот предлог за измени и дополнување на генералниот урбанистички план. Ова посебно се однесува на земјиштето во локалитетот Монополски Бавчи, во околината на Институтот за Орис, каде со планот е предвидено на место сегашните градини и плодна земја да никнат градежни објекти и да се постави бетон и асфалт. Со ваквата постапка неповратно ќе се изгубат природни ресурси што не можат повторно да се создадат, ќе се влијае врз нарушувањето на еколошката равнотежа, а градот ќе остане без снабдување со свежи и поевтини градинарски производи, велат стручни лица од аграрот.
Значи 200 години е потребно за да се создаде почвен, богат, плоден слој само од 10 сантима. Значи со ова уништување, со ова урбанизација, како да кажам, индустриализација и пренамена на земјоделските земјишта, плодни земјишта во градежни зони се згаснува фактички и производството на храна. Поради одземањето на површините на земјоделскиот факултет, на земјоделскиот институт во Скопје, сите други истражувања сега ние ги пренасочивме овде во Кочани, така да оваа површина околу самата зграда на институтот, околу 5,5 хектари, ако се пренамени, значи во градежно земјиште, ние ја губиме површината на која што можеме да ги спроведуваме, значи овие опити да ја вршиме нашата научно-истражувачка дејност. Со предложениот генерален урбанистички план на Кочани постои реална опасност за трајно згаснување на земјоделскиот институт во Кочани. Со урбанизацијата и ако му биде одземено земјоделското земјиште на земјоделскиот институт, значи му се зима и дејноста и основна, значи работата, така да нема ни функција зошто една институција која била формирана по далечната 27 година од некои си тогаш биле окупатори на државата, значи планирали или формирале една институција, сега ако му биде одземена земјоделското земјиште, значи нема да има функција. Ние не сме институција која можем да работиме, значи, на компјутерите само, во канцеларија, ние не сме правно или економска дејност, че ние сме земјоделска дејност и на нас ни се потребни земјоделски површини на кои ја обавуваме нашата дејност. Со одземањето на земјоделското земјиште се одзема и дејноста на институтот и функцијата на институтот и мислам дека му се става крст на земјоделскиот институт во Кочани. Според Андов, со одземањето на површините на институтот и уништувањето на неговата функционалност ќе се изгуби и единствената научна институција во Кочани и регионот, која опстојува повеќе од 80 години. Токму поради тоа, од Земјоделскиот институт од Скопје ќе упретат писмена реакција до општината со барање да се измени предложеното решение на генералниот урбанистички план, односно на овој реон да нема пренамена на земјоделското во градежно земјиште. Здравствениот дом започна со бесплатна дистрибуција на суплементи од фолна киселина и јод за бремените жени. Станува збор за проект што го реализира Министерството за здравство. Согласно препораките на Министерството за здравство, Здравствениот дом Виница од оваа недела започна со бесплатна дистрибуција на суплементи од фолна киселина и јод за бремените жени од општината. Превентивната мерка уследи по зголемениот број на жени и деца со анемија, на што укажале Сдруженијата на гинеколози, педијатри и хематолози. Делењето на овој важен суплемент го спроведува тимот од 3 патронажни сестри кои водат евиденција за секоја бремена жена на територијата на општината, кои во моментов се 55 на број. Истражувањата покажале дека дури 40% од бремените жени и доилките имале недоволен внес на јод. Овие суплементи трудниците ги пијат од утврдување на бременоста до 13-та гестацијска недела. Министерството за здравство обезбеди 12 милиони денари годишно за околу 23.000 трудници. Вакви програми за задолжително земање фолна киселина и јод од поодамна се воведени во западноевропските и другите развиени земји во светот. Непознат крадец во текот на викендот повторно оперирал низ црковните објекти во регионот, при што украл пари од црквата во Теранци. Од почетокот на оваа година тоа е 6-та кражба во православните храмови, при што претходно настрадаат црквите во Оризари, Облешево, Бели, Тркање и Чифлик. Ограбувањето на православните храмови во Кочанско продолжува. Не помагаат апелите на црковните лица, ниту пак мерките што се преземаат да се спречи таквата појава. Викендов непознат крадец или група крадци ја посетиле црквата Свети Атанаси во Теранци и на скоро идентичен начин како кај другите ограбени верски објекти, по разбивање на влезната врата, бил извршен нелегален упад внатре. По пребарувањето на местата каде вообичаено се чуваат парите во црквата, крадецот успеал да пронеде само 800 денари, ги одзел и незабележано си заминал. Кражбата е регистрирана из утрината, пошто луѓето од црковниот одбор ја пријавиле во полиција. По направениот увид на лице место, вообичаено службите се во потрага по крадецот.
Инаку од почетокот на оваа година, ова е 6-та кражба во верски објект во Кочанскиот регион. Предходно кратците оперираа во црквите во Облешево, Бели, Тракање, Чифлик и 2 пати во Оризари. До сега во ниту еден случај не е откриен сторителот или сторителите на кражбите. Развивање на спортскиот дух кај децата уште од најрана возраст е целта на детската олимпијада, што во организација на детската градинка Павлина Велјанова во саботата се одржа во Кочани. Децата се надпреваруваа во 4 дисциплини: трчање, скокање во вреќа, полигон и влечење јаже. 200 деца на возраст од 5 и 6 години од детската градинка Павлина Велјанова учествуваа во втората поред детска олимпијада, што во саботата се одржа во спортската сала на основното училиште Никола Карев. Олимпијадата е дел од проектот Спортуваме се радуваме и има за цел да ги промовира и популаризира спортот и рекреацијата кај најмладата популација. Целта на овој проект е развивање, гајање на спортскиот дух на децата уште од најрана возраст, развивање на здравствени и спортски здрави навики за развивање на спортскиот дух. Децата се надпреваруваа во вкупно 4 дисциплини: полигон, влечење на јаже и скокање во вреќи. За нивните реализирани активности децата ќе бидат наградени од општина Кочани. Ова е второ издание на детската олимпијада во Кочани. Ја организираат детската градинка и општинскиот спортски актив, а покровител на манифестацијата е општина Кочани. Организаторите рекоа дека олимпијадата ќе продолжи да се организира и во наредните години. Во саботата во основното училиште Малина Попиванова се одржа регионалниот надпревар детски семафор, во кој учествуваа ученици од 8 градови од Источна Македонија. Победниците ќе одат на државен, што ќе се одржи на 30 мај во Скопје. Ученици од 8 основни училишта и 3 средни од 8 општини од Источна Македонија учествуваа во регионалниот детски семафор и сообраќајна култура на младите, чиј домаќин беше основното училиште Малина Попиванова. Надпреварот се состои од 2 дела: полигонско возење и тестирање на учениците, и победникот се бира со собирање на бодовите од 2 дела. Целта на овие надпревари е да се зголеми сообраќајната култура кај младите, пред се кај децата, меѓутоа и кај повозрастните, значи од средните училишта, меѓутоа покрај надпреварувањето тука е дружењето, запознавањето, што мислам дека би користело во иднина. Од основните училишта екипно најдобри беа учениците од Македонска Каменица, кои го земаа првото место. Второ место освоија учениците од Делчево и трети беа учениците од Бирово. Од средните училишта екипно прво место освои екипата од Пробиштип, втори учениците од Кучани и трети Винница. Во поединечна конкуренција од основните училишта од мала група машки најдобар беше ученикот Иван Костадиновски од Македонска Каменица, второ место Христијан Веселиновски и трето Игнасио Јованов од Виница. Во категорија девојчиња мала група Исидора Сугарева од Делчево прво место, Глорија Митева од Македонска Каменица второ место и Маринела Стоиловска трета. Голема група машки поединечно најдобар се покажа Дарко Коцев од Свети Николе, второ место Мартин Симонов од Каменица и трето Александар Глигоров од Кочани. Девојчиња голема група, прво место Анисија Ковачка од Делчево, второ Тамара Вучкова од Виница и трета Евгенија Пауновска од Каменица. Од средните училишта поединечно најдобар беше Глигор Анев од Кочани, втор Марко Јаначков од Пробиштип и трет Ангел Митев исто од Пробиштип. Првите и вторите места од екипна конкуренција ќе учествуваат на државниот надпревар, што на 30 мај ќе се одржи во основното училиште Војдан Чернодрински во Скопје. Матурантите од Средното општинско училиште Гоше Викентиев се подготвуваат за прослава на матурската вечер. Во организацијата е вклучена и младинската организација Авангарда. Организирано со класните раководители, матурантите ќе влегуваат во училиштето каде што ќе го одржат последниот класен час. Пред заминување на прослава во Еврохотел Градче ќе продефилираат на летната сцена на Центарот за култура Бели Мугри. Во организацијата учествуваат членовите на младинската организација Авангарда. Младинската организација Авангарда при Средното училиште Гоше Викентиев Кочани традиционално секоја година помага во подготовките за матурската прослава. И оваа година заедовме учество со тоа што ќе го украсуваме холот, целокупните простории во училиштето, кабинетите и слично. Исто така и летната сцена кај киното. Учениците односно матурантите ќе продефилираат во 19 часот во паркот, а во 18 часот ќе тргнат од училиштето. Ги покануваме сите граѓани да дојдат и да ги проследат.
Директорот на училиштето Димче Сребренов, истакнувајќи агендата за дефиле на матурантите и поаѓање кон хотелот, апелираше да не користат матурантите своји возила. Забрането е со сопствени возила, сите ученици ќе бидат сместени во автобуси и се надевам безбедно вратени назад некаде околу 3 часот во раните утвински часови. Колку ученици Во СО Гошови Кентиев ова година има вкупно 236 матуранти. Дека членовите на Авангарда се доста активни говори фактот што освен весникот на училиштето Наесет, тие подготвуваат уште еден со името на организацијата. Младенската организација која што е во склоп на ово училиште организира нов весник кој што може да се стави како нов проект кој што започнува од оваа година, ќе излегува само еднаш годишно на крајот од годината, а во него ќе бидат вклучени сите активности кои што се реализирани во текот на изминатата година. Славењето на полнолетството или матурската забава на матурантите од Средното општинско училиште Гошови Кентиев е закажана за среда 20 мај. Следуваат спортските информации. Спортскиот викенд е зад нас. Женскиот фудбалски клуб Кочани во реванш полуфиналниот надпревар го потврди пласменот од финалето во Купот на Македонија, а одиграни се редовни кола и во другите лиги. ЖФК Кочани го потврди пласманот во финалето од Купот на Македонија. Во Битола Топгол Кочани 0:8. Во второто полуфинале, разбирливо Драгот 2014 ја совлада Речица во Скопје со резултатот 3:0 за трето соочување меѓу гигантите во женскиот фудбал оваа сезона. Во неделата беше одиграно 21-то коло во третата фудбалска лига Исток. 1934 во Виница славеше над напредок Здравје Радово со 4:2, осогово претходно ја совлада Каменица Саса со 2:1. Останати резултати: Плачковица Беласица 1:2, Работник Џумајлија 14 октомври 1946 4:1, Брегалница Голаков Чеполе 1:3 и Тиверија Баби 3:1. Со победата во одлучувачкото дерби на едно коло пред крајот, Беласица се промовираше во шампион со 54 бода пред Плачковица со 50, Овчеполе е на третата позиција со 37. Напредок Здравје Радово, Брегалница Голак, Каменица Саса, Работник Џумајлија се наоѓаат од 4-та до 7-та позиција, Осогово е 8, 9 се Баби, 1934 остана надвор од зоната за испаѓање и е 10-та. Третата фудбалска лига Исток ќе напушта Тиверија и 14 октомври 1946. Комплетното последно 22 коло од втората македонска кошаркарска лига, што требаше да се одигра овој викенд, е одложено за следната сабота. Кошаркарската федерација на Македонија се реши на ваков чекор поради политичко-безбедносната ситуација во земјава, особено поради учеството на кошаркарскиот клуб Куманово во лигата. Но затоа беше одиграно 14-тото коло во втората македонска пинг-понг лига. Резултати: Мултитекс ТБТ Скопје Рисови 5:2, надпреварот Рома Шутка Дебра Мало беше регистриран со службен резултат за гостите, Винспин ја совлада Струмица во Виница со 5:0, Кочани загуби на домашен терен од Крушево со 3:5. Води Мултитекс ТВТ со 26 бода, вторе Кочани со 20, следуваат Дебар Мало, Скопје Рисови и Струмица, шести е Винспин со 10 бода, Крушево е последно седмо пласирано. Завршија надпреварите во детските фудбалски лиги Источен регион. Во Кочани одржан регионалниот Final Four. Заврши годинешната сезона во детските лиги. Голем број фудбалски таленти собра стадионот Никола Мантов Викендов, каде беше спуштена завесата на третата сезона. Единствено генерацијата 2001 завршниот турнир го одигра во Делчево. Во Кочани настапија 4 првопласирани екипи по генерации, по систем, полуфиналиња и финале. ФК Кочани од Кочани, ФК Фудбал Старс од Кочани, ФК Академија Постолов од Штип и ФК Слога од Виница. Значи тие се изборија во 4 категории во 2001, 2002, 2003 и 2004, кои се додадени уште 2005 и 2006, кои од тие исто ќе изборат некој пласман за завршниот во Скопје. Моменталната ситуација е таа, сабајлето беа предадени пехарите
на првопласираните екипи од председател на управниот одбор на ОФС Кочани, Владо Постолов. Дел од надпреварите беа возбудливи и неизвестни, а добрите резултати од работењето со младите категории викендов испливаа на површина. И координаторот на детските лиги Кушевски смета дека надпреварите понудиле квалитет. Неочекувано за година 2-3, веќе трета година, толку мислам успешни деца да се поттикнат. Значи конечно можеме да планираме на овој начин и да се подмладат фудбалските звезди кои уиднина ќе ги бранат боите, дали на Осово, дали било на некој од екипите. Победничките екипи на своевидниот регионален Final Four ќе бидат дел од државниот турнир, што на 27 мај ќе се одржи на терените на Фудбалската федерација на Македонија во Скопската населба Аеродром. Завршија вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте убава вечер. Довидување.